Почитувана македонска јавност, почитувани граѓани и представници на медиумите, почитувани колеги пратеници. Денес е голем ден. Ден во кој што оваа власт продолжува пополека, но сигурно, дел по дел, функционер по функционер, да се руши како кула од карти. Процес кој што започна вчера со Ковачевски, продолжува денес, а ќе заврши на денот на изборите во мај. Денешната седница е продолжение на неславниот крај на оваа власт, која што во изминатите 7 години ја уништи државата. Гурница и приватизираше институциите, ги осиромеши граѓаните, ја клекна македонската економија на колена, односно, накратко кажано, создаде девастиран и нефункционален државен систем, кој што секојдневно го гледаме дека пука по сите рабови и јасно ги покажува своите аномалии и недостатоци. Зошто го велам и тврдам ова, ќе ми дозволите да го образложам во следниве неколку минути. Ќе зборувам исклучиво со аргументи, факти и бројки кои што се јасни како бел ден и нема бегање. Како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, која впрочем е најголемата и најбројната пратеничка група овде во собранието, имам целосно право денес од оваа говорница, на денот кога се избира председател на собрание, пред целата македонска јавност да направам 4-годишна ретроспектива и да се обидам да ја представам неработата и нефункционалноста на овој законодавен дом во изминатиот мандат. Денес, после 4 години мандат на ова владеачко мнозинство, кој е наместо, како во секоја нормална држава и парламентарна демократија, да зборуваме за законодавен дом кој што успешно ја вршал својата работа и контролна функција над извршната власт, наместо да зборуваме за безброј плодни и аргументирани дискусии и јавни дебати помеѓу пратениците и експертите, наместо да зборуваме за тоа кој колку добри законски решенија во корист на граѓаните успеал да донесе и изгласа, за жал ние денеска можеме само да зборуваме за законодавен дом кој што е непресушен извор на самоволие и парламентарно насилие. Ова повеќе не наликува на законодавен дом, туку на дом на меѓупартиски и меѓукоалициски пазари и договори на штета на граѓаните на дневно ниво. Имено, слободно можам да кажам дека во овој мандат, кој што впрочем ги брои последните денови и месеци, видовме се и се што, но не видовме едно Европско собрание кој што треба да биде цврст столб на една демократска европска држава со европска демократија. Не видовме место каде што преку дебата и инклузивност на сите политички чинители и народни представници во собранието ќе се носат решенија кои ќе го подобрат животот на граѓаните и општеството во кое што живееме. Речиси секогаш приоритет пред интересот на граѓаните, општеството и државата, има интересот на поединци и коалицијските пазари меѓу партиите на власт, кои што резултираа со носење на многу штетни одлуки во време кога државата и граѓаните се соочуваат со сериозни предизвици и кризи. Токму затоа, со цел појасна слика и оценка на работата и состојбата во која што се наоѓа нашиот законодавен дом, јас ова 4-годишно раководење на собранието под водство на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ сликовито би го поделил во два дела. Во првиот дел, како клучна и реална причина за ситуацијата во која што се наоѓаме, би ги ставил преседаните кои што се случуваа овде во собранието, и вториот дел, тоа е делот на погубната статистика и злоупотребата на собранието, кои што доведува и допринесува токму ова собрание да биде најнедемократското и најнетранспарентното собрание во досегашната 30-годишна политичка историја и плурална демократија во државата. Ќе започнам со преседаните, кои што ова парламентарно мнозинство некогаш свесно, а многу ретко несвесно, по инерција ги правеше на дневна основа. Иако оваа листа со преседање е прилично долга, во интерес на времето би издвоил неколку. Деловникот за работа на собранието, кој е така наречен устав на ова собрание, како никогаш досега е погазуван и непочитуван, и тој повеќе речиси да нема никаква вредност и тежина. Го применувавте селективно, само тогаш кога и како вам ви одговараше, во зависност од дневно-политичките прилики и потреби. И добро е што донесовме нов деловник да завршат практиките со стариот. Исто така,
Во многу наврати, покрај кршењето на деловникот, имавме класично кршење и непочитување на етичкиот кодекс за однесување на пратеници. А во неколку наврати, во срцето на демократијата во законодавниот дом, кој што треба да е чувар и пример за почитување на законите, беше погазуван и прекршуван и Уставот на Република Македонија. Тука го поставувам прашањето, дали постои подобар и поголем пример од овие преседани за тоа колку несериозна, недемократска и извитоперена власт имаме во државата во моментот? За жал, одговорот е повеќе од јасен. Продолжувам понатаму. За прв пат во историјата на ова собрание се соочивме ситуација овој законодавен дом да ги заклучи вратите на пленарната сала и со тоа да го ограничи правото на слободно движење на пратениците. Само заради тоа што парламентарното мнозинство не можеше да си обезбеди кворум за работа и гласање на нивните закони. Исто така, за прв пат во нашата 30 годишна плурална и парламентарна демократија, опозицијски пратеник доби судска пресуда за искажан збор од собраниска говорница, што представува еклатантно и срамно кршење на уставното загарантирано право на секој пратеник да говори по сопствено убедување, право кое што впрочем му е обезбедено со пратеничкиот имунитет. А зад имунитетот во ова собрание се криеа други функционери. Парадоксално е малку, нели колеги? Праксата на криење на амандмани во фјока, односно отфрлање амандмани, продолжи и понатаму. Иста така, транспарентноста на оваа власт беше табу тема. За многу важни државни и национални прашања, кои што ние како представници добивавме нецелосни и половични информации на еден лист хартија, додека вистинските документи и информации се криеа и од нас, и од очите на целата македонска јавност. За жал, овде, во срцето на едно демократско општество, бевме сведоци и обид за физички пресметки, за кои срамот да биде уште поголем, немаше никаква одговорност и разрешници. Во овој мандат видовме и закани и уцени кон пратеници. Тие стана заштитен знак и алатка за функционирањето на ова парламентарно мнозинство. На крајот денот, за сите овие преседани, за вас, вие ќе останете запаметени како парламентарно мнозинство со најмногу скандали и преседани во просек на еден ден. Тоа е суровата реалност, колку и да сакате да не ја видите или пак да не ја признаете. Продолжуваме понатаму со вториот дел. Ние пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата, како директни учесници однатре, бевме сведоци на нефункционирањето на собранието и го гледавме постојаното урнисување на кредибилитетот на собранието од страна на парламентарното мнозинство, предводено од коалицијата на СДСМ и ДУИ. Факт е дека како никогаш досега работата на собранието не била толку критикувана како од Европската комисија, така и од сите релевантни меѓународни институции, невладини организации, меѓутоа и јавноста. Од друга страна, додека насекаде се фалите со инклузија на опозицијата и сите политички чинители во работата на собранието, реалноста е сосема друго. Имено, во овој мандат, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата има поднесено 60 закони, од кои најголемиот од нив се одбиваат уште пред да се отвори дебатата по истите, односно на самиот почеток на седницата не се усвојува потребата од нивно носење. Самото тоа говори колкави и какви ви се демократските капацитети на целото ова владеачко мнозинство, кое очигледно се плаши да се соочи со аргументите на опозицијата. Нагласувам дека од 60 поднесени закони прифатени се само 3. Ако ова е демократија, навистина не знам како би изгледало да нема демократија. Исто така, од наша страна се поднесени 5 информации за разгледување кои што уште не виделе бел ден и уште стојат отворени на некои седници. Иста случајот и со декларации и предлог одлуки кои што се ставаат на дневен ред и никогаш не доаѓаат на ред да се разгледаат. Класична злоупотреба на власта за замолчување на гласот на народот. Ист во овој мандат поднесуваме и 6 интерпелации за работата на министри и други избрани и именувани лица, кои нанесоа штета на државните, националните интереси или пак институциите, односно онаму каде што раководели или председавали. Тие никогаш не дојдоа на дневен ред. Почитувани, потврдивте во клучната обврска, задача и цел на собранието е тоа да како пратеници
вршиме контрола и надзор над извршната власт, која што впрочем ние ја бираме. Затоа парламентарното мнозинство е директен виновник за неодговорното и непрофесионалното однесување кон законодавниот дом и кон државата од страна на извршната власт. Злоупотребата на европското знаменце стана секојдневие. Ова ви го каже и Европската унија, не само ВМРО-ДПМН, но бадијала, продолживте понатаму. Лепењето на европското знаменце на секој еден закон кој што нема никаква врска со согласување на европската регулатива стана ваш добро познат механизам за протнување на сила и на брзина на лошите законски решенија, со што ги заобиколувате пропишаните собраниски процедури и јавни дебати. Од почетокот на мандатот во 2020 година поднесени се 747 закони, 425 закони биле по скратена постапка. Повеќе од половина закони се во скратена постапка. Тоа доволно говори за демократијата и работата во собранието. Ова ли е таа транспарентност и развивање на здрава дебата во законодавниот дом според вас? Ако е така, браво за вас. Овие бројки беа нотирани во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Дополнително, цитирам дел од извештајот. Бројот на закони донесени по скратена постапка се зголемил од 38 на 59% на сметка на важни дебати и инклузивен законодавен процес. Се тоа се, затворен цитат, се тоа се факти кои што не може да се заобиколат или побијат. Јасна е целта на власта и парламентарното мнозинство на секој можен начин, демократски или недемократски, да ја замолчи опозицијата. Почитувани, ова е сликата и состојбата на собранието кое што вие еви речици на крајот на вашиот мандат ја оставате позади вас. Урнисавте и погазивте речици се што може да се урниса и погазди. А да биде трагедијата уште поголема, продолжувате јако по удолницата и не запирате. Сепак цела среќа во несреќа е што многу брзо од денес оваа рашамонијада конечно ќе заврши. Јас лично, како координатор на најголемата политичка партија во собранието, искрено посакувам, но сепак не очекувам драстична подобра промена и подобрување на односот и состојбите овде во собранието. Ова го кажувам бидејќи гледајќи ги ветувањата од 2020 година за голема транспарентност, судир на аргументи и дебати, здрав однос помеѓу власт и опозицијата кои ги слушнавме ние, 4 години подосна сите тие зборови и ветувања се покажаа како празни и навистинити. Сето ова што го ветувавте овде од оваа говорница го направивте токму спротивното. Ова мнозинство покажа огромна неконзистентност во ставовите, демонстрираше клиентелизам и политички акробации и внатре во својата владина коалиција, но и пред јавноста. А се со една цел, тоа е одржување и задржување на голата власт по секоја цена. Ги ставивте на прво место вашите интереси коалициски и националните отстапки, пред традицијата, историјата, практиките, но и представовите и барањата на граѓаните. Свесно одбравте да не го слушате гласот на народот. Искрено посакувам и се надевам дека овие зборови и забелешки новиот кандидат за председател на собранието детално ќе ги проанализира. Колку толку има време да направи одредени отстапки и промени кон подобро, иако и тој е директно, но и индиректно учесник во најголем дел од овие настани, активности и процеси за кои што говорев. На крајот, во името на целата пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, сакам да кажам дека токму поради ова кое што го говорев до сега, кандидатот за председател на Собранието на Република Македонија нема да ја добие нашата подршка при гласањето. Колку и да се обидуваат да поправат нешто на крајот, сепак не можеме да ги заборавиме 6 години и она што се случуваше во нив. Нема да добие подршка затоа што во Македонија во минатото било и добро и лошо, но никогаш не било полошо. Благодарам. Има збор Арбер Радеви, повелете.